Добар ден, следува 6-то издание на Гарден клуб Градини. Почитувани гледачи, се наоѓаме во една прекрасна градина во населбата Ченто. Ова е градината на семејството Здравковски, а наш денешен домаќин е господинот Жаре Здравковски. Интересно за оваа градина е што може да кажеме дека има повеќе елементи каде што секој од домаќините на градината може да се најде во некој елемент и да ужива. Значи ова е една градина која има многу убав тревник, кој е направен за спорт, има базен кој во летните месеци како што е сега се користи за капење, има мини езерце во кое се чуваат прекрасни риби од нашето подлјеве кои нормално се домашни миленици, но некогаш можат да завршат и во тава. Самата градина има еден шмек на етно стил, употребени се и карпи од нашите планински предели, а исто така домаќинот е голем љубител на вино, па во самата градина се наоѓа една мини винотека. Сега ние ќе поразговараме со него, а тој ќе ни раскаже за настанокот на оваа градина. Значи, прво да ја посакам на топло добродојде. Значи, во нашата, може да кажем, скромна градина. И нормално да ве запознаеме, значи, со дел од историјата на оваа градина, како е направена, како е вложено доста работа и труд, а може да се каже доста љубов во нејзе. Заедничка, значи, ние со моето семејство. Тука ќе ги спомнам моите, значи, ова место е од наследено тука од дедо ми во мајка ми. И кога дојдов тука, значи, пред 13-15 години, имаше тука еден убав орев. Тука се уште постои оревот. И може да кажам дека градината е значи, направена и врз основа на тој дел тука. Значи, околу оревот имаме една многу убава сенка. Тука се собираме доста друштво, пријатели, така да тој орев тука го наседев, тој сигурно има на преку 5-60 години од времето што на дедо ми. И еве са ни веќе 15 на години тузино се работи на уредување на ова дворче. Значи тука во дворот еден момент склопивме каде што го направивме како да едно мало спортско катче за да може децата тука да си играат, бидејќи секој семејство гледа да се направи едно катче за децата да може да се осеќаат убаво во него, нели, да се спортува. Бидејќи сепак спортот е дел каде што може доста внимание треба ние како родители да посветиме на децата, така да имаме едно мало игралиште тука за фудбал, децата се собираат, така си играат. Ќе го напоменеме тука, значи, во нашата градина имаме донесено поголеми карпи, значи тие се донесени од повеќе крајеви на Република Македонија. Сите знаеме дека имаме прекрасни предели, значи планински предели. Тука малку имавме проблем, бидејќи сакавме ние во нашиот двор да направиме на природна средина каде што ќе може се осеќаме, може би дел во денот, дека се осеќаме така на некоја место да бидеме опуштени, како нашето семејство, така и нашите пријатели.
Па имавме интересни работи, тука има поголеми камиња донесено, тука се специјални возила доаѓаат со кранови, за да може да се постават на некое место приближно каде што ќе има некоја функција за да доловиме нешто при еден момент. Значи покрај тој дел што доста време се потроши тука, може да кажем буквално цела Македонија, имаме тука и од Западна Македонија, Источна, Централна Македонија. Покрај тој дел базенот тука, децата го користат сега, значи тој базен е правен сега веќе далечната 1998 година, веќе значи 14-15 сезони се користи активно. И најголем благодет е и најдобро нешто за семејство е да може децата да се осеќаат еднакво удобно, па во овие летни високи температури жешки, да кажеме, децата се разладуваат. Во неви може да кажем дека 2 месеца во текот на годината, ако не и 3, знаеме какви се нашите лета дека во Македонија, поготово Скопје. Они го користат подолго тоа базенче. Има еден дел од така од нашата градина, може да кажем каде сега ја доста уживам таму, тука имаме Малецко езерце направено, значи на фонтани исто направена, малата е веќе 13 години прилика направена и во незе чуваме риби што се автохтони од Република Македонија, тоа е крапот, клен и други врсти што се. Тука го поминувам утрото, значи она семена кафе што ги имаме сите на утро кога сме слободни. Едно кафе се напиеме тука тие 10-15 минути, добиваме енергија за да може после да го одржаваме во двор, затоа што сепак одржавање на една градина си треба да се одвои, значи поголем дел од слободното време. Имаме разни растенија, значи во дворот тука насадено поголем дел од растенијата се мои доста поклон од мои пријатели, од луѓе што знаат дека сум љубител на добра градина и така да можеби не е нешто многу така да кажам од аспект на професионално гледна точка насадено, направено редове, меѓутоа мислам дека оно што пробавме ние да го доловиме момент на добра градина, горе-долу сме успеале. Во сето тој дел, да кажеме, во нашата градина, обрнавме внимание малку и на еден дел од етно стил, така малку да запазиме некои моменти, исто така па ќе ги спомнам моите добри пријатели, моето семејство, каде што во одредени денови во месецот или за викенд се собираме, каде што уживаме во добро вино, македонско вино. Многу пати тука има разни приказни, значи околу доброто вино во Република Македонија и мислам со еден збор градината во нашата градина гледавме секој еден дел или момент што е потребно на семејство да го градиме, значи пред се да се осеќаме убаво во градината, исто така и меѓутоа од друга страна па мора да кажем и гледавме градината да не биде многу, значи да не бидеме ние многу околу градината временски, значи да биде сето тоа поедноставно, значи да не бидеме може да кажем робови на градината, него да живееме во градината, затоа што сепак градината е место каде што сите заедно треба да се сеќаме, значи со еден добар момент заеднички да го споделиме или на добра чаша македонско вино со добар муавет. Па може да кажеме на гледачите дека секој нешто замислува или секој што нешто има еден мал двор и секој што мисли дека не може да од тој двор да направи една убавина, сепак треба да кажам дека вистина можеби треба голема волја и многу љубов. Значи работата како работа, знаеме дека градината пак сепак има еден момент каде вистина треба да се вложува труд од наша страна
Меѓутоа имаме ние прекрасни растенија во Република Македонија, така да може да се задржиме на ние растенија што се автохтони тука од Република Македонија, така да со многу мала инвестиција градината многу ни возвраќа. Значи секој момент што ќе го поминеме во градината, ќе се чувствуваме она што ќе ни врати на градината многу по-добро, порелаксирано, по-позитивно. Секој на растение кој му се даде малку љубов, неколкократно се враќа тоа кон нас. Алојс фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Од 27 август до 1 септември традиционално по седми пат кинолошка недела во Охрид. 3 меѓународни и 12 национални изложби за сите раси на кучиња. Можност да се освои титулата национален и млад шампион во убавина на сите држави учесници. За македонските излагачи промотивна цена од 1200 денари. Информации на 30 85 860 или посетете веб страната на ksm.org.mk. Вистинско решение за вашите стари кородирани оџаци е трокомпонентниот систем на ođak.com.mk. Содржи огноотпорна и киселотпорна цевка, изолација од камена волна и надворешен термостабилен блок. Локација булевар Србија после надвозникот. Хорти Дизајн изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D, одгледува украсни билки, хортикултурно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини, поставува системи за наводнување мануелни и автоматски, уредува и одржува канцелариски простории. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина.
2012 по прв пат се случува, или Битола in the Bloom, како би сакале да го наречиме. Задоволни сме што се случи, затоа што во најголем проблем имавме со времето. Значи на 2 пати одложувавме поради лошото време. Еве конечно и тоа се случи. Задоволни сме што навистина времето е убаво и излегоа сите дечиња на број како што ги поканивме од градинките. Задоволни сме и од посетата, односно и од бројот на учесниците, сите што ги поканивме се тука. Креативни луѓе во нашиот град, што навистина секој ден да им го дадеме да направат по една добра идеја е премалку. Весна е многу вредна, доаѓаше неколку пати, таа заедно со нашето јавно комунално предпријатие Комуналец се договорија да не израдуваат и овој ден конечно пристигна во Битола, значи саем на цвеќето. Имаме повеќе од 18 штанда, имаме промоција на сето она што е убаво и мислам дека и намерата практично на овој саем е многу интересна, бидејќи е во хуманитарни цели и ќе помогнеме во детското оделение и се разбира за една операција на едно детенце. И сето тоа заедно прави еден прекрасен проект кој што заслужува многу големо внимание. Значи ги вклучивме и јавното предпријатие Комуналец, и детските градинки, сите наши граѓани како што гледате, што значи дека убеден сум во иднина дека Веста ќе ни понуди уште вакви креативни проекти и општина Битола максимално ќе застане за нив. Честитки прво за организаторот Божилович за прекрасната идеја која што денес стана реализација во нашиот град. Јавното предпријатие Комуналец даде навистина максимална техничка подршка на се она што беше можност, што беше нивна желба, наша можност да ова денес се случи овој настан тука во нашиот град. И сакал како директор значи да ова премине во традиција, значи покрај оно што ќе биде саем на цвеќето, Битола да биде и град на цвеќето во наредните години. Ќе напоменам дека за прв пат ова година се издвоени многу повеќе средства за цветни фигури во градот од нашето јавно предпријатие. Ќе напоменам дека и самите граѓани треба своите дворови да се ги уредуваат квалитетно, дека треба да се грижат за животната средина, за хигиената во градот, така да она што можеме ние максимално како јавно предпријатие во однос на јавната чистота го правиме и ќе го правиме многу повеќе понатаму, само со голема поддршка на нашите граѓани.
почитувани гледачи, ова е една од емисиите во која ќе ве запознаеме со јапонскиот шаран, популарно наречен кои. Се надевам дека овој прилог ќе ви се допадне, а во наредните емисии по-професионално и по-детално ќе ве запознаеме со одгледувањето на оваа риба. Иако ги нарекуваат јапонски шаран, кои, интересно е тоа што оваа риба потекнува од Кина. Ова е риба која пред илјадници години се одгледувала во Кина. Прво нормално за конзумирање за храна, но подоцна почнале да се употребуваат како декоративен елемент на кинеските градини. Сепак, нивната популарност ја стекнуваат во Јапонија негдека 1820 година, кога се веќе доместифицирани во јапонските градини. Нивната експанзија започнува 1914 година, кога во Токио е одржана првата изложба на кој. Од тогаш којто станува популарен миленик во азиските држави. Интересно е тоа што се работи за една многу издржлива риба, која поради својата издржливост и долговечност, го нашла своето место во високата лествица на популарноста кај домашните миленици. Има случаи на јапонски шарани кои живееле повеќе од 100 години. Просек живеат над 80 години ако имаат услови за живот. Раде, ова е од блиску јапонскиот шаран кој нема да го ставиме во тавче, бидејќи е многу скапоцен. Една ваква риба може да чини повеќе 1000 евра. Ние малку ќе си поиграме со нив. Меѓутоа, имале среќа што се родиле шарени, па нема да завршат во тавче. Еве една златна рибка, но не знаеме дали е како во бајките. Дали исполнува желби. Некако слабо прашање нема, ама сепак ќе ја пуштиме. Се наоѓаме во градината на семејството Митрикевски. Денес наш соговорник е Лилјана Лиле Митрикевска. Здраво. Лиле ќе ни објасни нешто околу јапонските шарани, наречени кои, од страна на љубител на овие домашни миленици. Лиле, колку јапонски шарани имате моментално во фонтаната? Моментално има 11 и сите се преубави. Така, колку време ги одгледувате овие риби? Па веќе 5 година. Значи веќе 5 години живеат во вашата фонтана. Колку риби пуштивте на почетокот?
Па на почетокот имаше повеќе, ама некои изумреа додека се прилагодат, а иначе сега се прилагодени ептен, им одговара средината и нема проблем никаков за рибите во фонтаната. Дали се многу захтевни за одгледување? Не, воопшто немаат некој проблем, некои посебни потреби за одгледување, им одговара и летно време кога е топло и зимно време преубаво име кога има и мраз фате на фонтаната. Нема некои посебни потреби за одгледување. Како се одржуваат коите? Со која храна се хранат? Па специјална храна купуваме за кои, која се продава во специјализирани продавници за кои, која содржи каротин, што им одговара за бојата, за да растат, за да се развиваат. Специјална значи храна. Дали во сите годишни времења исто јадат или Не, летниот период повеќе се хранат, зимно време хибернираат и се хранат од нивните резерви што се хране летниот период. така? Во зимниот период, јас колку што знам, често пати нашите зими се ладни и се случува фонтаната да замрзне. Да, замрзнува фонтаната, али нема никаков проблем. Кога ќе пуштиме пумпата, го топи мразот и добиваат рибите воздух и идеално име, нема никаков проблем за зимниот период. Дали ги пуштате двете пумпи или пуштате само пумпа за воздух? Па понекогаш и пумпа за воздуха, кога седиме во двор, најчесто пуштаме и големата пумпа за освежување на воздухот, за поголем воздух на рибите. Кога сме кај чистењето на езерото, колку пати го чистите езерото месечно? Па во зависност од топлината на сонцето, ако има поголема јачина на сонце, повеќе фаќа алга и поретко треба да се чисти. Ако зимниот период не ја ни чистиме затоа што им одговара водата ако е заматена на рибите. Кога се менува значи водата, дали ја вадите целата вода или од искуство значи препорачувате да се извади еден дел од водата, а потоа да се стави свежа? Па да, еден дел оставаме од старата вода за да не дојде како шок на рибите дека сме ги префрлиле во нова вода. Значи, општо земено, коите како домашни миленичиња, кои се се попопуларни и во Македонија, веќе има доста фонтани во кои во кои они живеат, значи вие ги препорачувате дека се лесни за одржување. Да. Мислам, нема никаква тешкотија за одржување, има специјална храна, има се што е потребно за нив и во Македонија. Лиле, од каде се набавени вашите кои? Нашите кои има од Сточарски институт дел набавени што се, а други се од продавници за домашни миленичиња. Дали има проблеми со мачките? Имам, значи, некои сознанија дека коите често пати страдаат од мачки. Па не сме имале ние проблем, имаме во дворов и мачка, например, ќе дојде ако сака вода, ќе се напи од фонтаната, ако не е проблем за мачките, не може да ги уловат. Имаме и куче, никаков проблем, мислам, не е за нив. Значи, вашата мачка не е предаторски настроена кон коите? Да, не ги закача нашите риби. Дали сте пробале до сега да ги измрестите? Па сме пробале, сме прочитале, ама уште никаков резултат не сме добиле. Па сега за понатака ќе видиме, не знам. Јапонскиот шаран кој не е секојдневен миленик. Дали, например, луѓето се заинтересирани и се прашуваат кој ќе ги видат, дали се зачудени бидејќи имате ваков интересен миленик? Па да, луѓето се зачудени од самиот збор кој ќе прашат како се вика рибата. Кој ќе им речеме кој, они пак не прашуваат кој. Не им е јасно зборот кој што значи. И после ми објаснуваме дека рибите се вид на крап и се викаат кој. Тоа е малку ги буни, а иначе сите се запрепастени од убавината и од големината, сега дека неколку години веќе ги чуваме и атракција едноставно се. Лиле, што е друго интересно за коите? Па интересна е бојата кај коите, има кохаку, шанке и шова. Кохаку, например, е риба бела со црвени точки. Шовата е, например, бела риба со црвени и со црни шари. Шанке рибата е бела со прскана црвени и црни точки. Исто така има цубите се интересни риби, еднобојни се, а на завршителците имаат каќерлјушките црна боја. Кои други особености ги имаат коите? А коите се доста питоми риби. Можеш, ако ги припитомиш и дури да им даваш храна да јадат од рака.
Меѓутоа ја денеска малку ги здивев, почнав да ги ловам. Да. Се плашат и бегаат, така кој ќе има некој натрапник што се вика, си мислат дека нешто опасно ќе им се случи и се плашат. Дали мислите дека 11 кои се доволни за вашата големина на фонтана што има? Па планираме да набавиме уште неколку кои, зашто стварно фонтаната е голема, а ние сме презадоволни и планираме да набавиме уште неколку кои. Ги видов овие 3 бамбусови трчиња покрај самата врата, уплеткани со тапи. Што значи ова? Па ова значи дека моите 3 дечиња сакаат да ловат риби и сопругот им направи без јадица трски за да се занимаваат во фонтаната, демек ловат риби. И дали се фаќаат рибите? Дали се фаќаат на мамката? Па не сме пробале дали се фаќаат на мамка, ама има шеги од комшиите дека сакаат преку ограда ни фрлат јадица за да ни ги уловат рибите. Така, место мамка што ставате, значи лепче нешто? Не сме ставиле ништо мамка, само така си стојат конецот и тапите. Значи, супругот на Лиле, иначе мојот добар пријател Диме е страствен риболовец, па сака и неговите деца да бидат риболовци, па затоа и набавил кои и си ги тренира децата уште од мали да бидат риболовци во неговата фонтана. Да, точно така. Лиле, ти благодарам на денешниот разговор, ти благодарам што не угости во вашата градина и што ете нашите гледачи ги запознавме со некои основни услови како се чуваат коите. Благодарам и на вас што бевте гости во нашиот дом. Фала. Вистинско решение за вашите стари кородирани оџаци етрокомпонентниот систем на ođak.com.mk. Содржи огноотпорна и киселотпорна цевка, изолација од камена волна и надворешен термостабилен блок. Локација булевар Србија после надвозникот. Конечно Гламур, новоотворен ресторан специализиран само за свадби. Капацитетот 340 гости. Слободни термини за мај и јуни. Уствари, ресторанот толку е добар, што човек да посака да се ожени повторпат со истиот избор. Да се разбереме, ресторан Гламур, на улица Првомајска, спроти цементарница Усија. Резервирајте на 078 305043. Ресторан Гламур, свадбен ресторан. Хорти Дизајн изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D, одгледува украсни билки, хортикултурно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини, поставува системи за наводнување мануелни и автоматски, уредува и одржува канцелариски простории. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Се надеваме дека ви се допадна нашата емисија. Следете не и следната сабота во 12:30 часот.